она што ние го тврдиме со години, она што гласно го бараме, она за што се залагавме долги години на сите нивоа во изминатите години е токму тоа, дека слободните избори се нешто околу кое не може и не смее да се преговара. Гледаме дека преговори за избори има, гледаме дека постојат и процеси кои сметаме дека се премногу бавни, недоволно квалитетни и ни оддалеку не се доволно транспарентни. Заради тоа, во духот на слободарството, денеска би сакале уште еднаш да одиме во детали за тоа што е најитно потребно за слободни избори. Цивил Центар за слобода од секогаш па и денеска ќе повика на максимална заштита на правото на глас на граѓанките и граѓаните и за решителна акција против политичката корупција, која е широко распространета, и против купувањето гласови. Во овој дел би сакал само еден мал, под наводници мал, пример да дадам. А тоа е, например, во Кривичниот закон, во членот 162, имате санкција, сериозна санкција на купувањето гласови. Во првиот параграф се пропишува казна од 1 до 5 години за оној што ќе биде фатен на дело при купување гласови. Веќе во вториот параграф гледаме една друга ситуација, според која законот во истиот член, во вториот параграф вели дека доколку финансиската добивка од подкупот на гласови е ниска, тогаш ќе се казни прекршителот со казна до 1 година или со парична казна. Граѓанки и граѓани, почитувани гостинки и гости, во Македонија толку се сиромашни луѓето што не може да имаат висока финансиска добивка од подкуп на гласови. Еден глас, како што утврдивме на терен, чини околу 500 денари, па и помалку. И многу помалку понекогаш. Во третиот параграф од тој член во Кривичниот законник стои дека доколку подкупот на гласови го прави правно лице, тогаш казната е само парична. Значи, ако сте компанија, ако сте невладина организација, ако сте политичка партија или било какво друго правно лице, мини маркет, можете да вршите подкуп на гласови и при тоа да поминете со парична казна. Тоа е само еден мал, повторно ќе кажам под наводници, пример за тоа што се треба да се направи во заштита на правото на глас на граѓанките и граѓаните на оваа земја. Понатаму, бараме професионализација на Државната изборна комисија. Врз основа на експертските мислења, кои и досега ги прибравме, јавноста добро ги знае преку овие ваквите настани на Цивил Центар за слобода, дознаваме дека Државната изборна комисија, доколку сакаме да биде навистина институција која го заштитува законитиот ред на работите, односно законитоста на изборните процеси, доколку сакаме да ја видиме како институција која го штити правото на глас, треба да се професионализира, а не да биде поприште на политички интереси, влијанија и се разбира ни оддалеку да биде место каде што се врши корупција, политичка корупција, или членовите на Државната изборна комисија се луксузираат на сметка на сиромашните граѓанки и граѓани на Република Македонија, како што видовме дека се случи. Понатаму бараме сериозна ревизија на избирачкиот список. Како што спомена и нашиот соработник и поддржувач адвокатот Александар Новаковски предходно. Ние имаме ситуација во која ќе има и референдум уште во текот на оваа година. Државната изборна комисија не е подготвена за референдум. Меѓутоа, избирачкиот список ни оддалеку не е подготвен за референдум, нито пак за било какви изборни процеси во блиска иднина, а кои ќе се случат веќе во текот на почетокот на идната година со претседателските избори. Понатаму, ревизијата на изборниот законник е одговорност на ова општество, на оваа држава, на начин кој ќе овозможи право на глас
изборниот законник мора да се ревидира посериозно од она што го гледаме како процес во изминатите неколку месеци, откако институциите, па и политичките партии се потсетија дека се ближат изборни процеси, а изборниот законник се уште има сериозни недостатоци. Со години наназад бараме Македонија да биде една изборна единица, со што ќе се демократизираат изборите и изборните процеси. Ќе се демократизира целото општество. Ќе се даде простор за политичко изразување на интересите и на помалите заедници. Ќе се даде простор за изразување на интересите во доменот на други современи универзални вредности кои ги застапуваат некои помали политички партии во земјата. Тоа е нешто за кое досега гледаме дека само декларативно се изјаснува премиерот, меѓутоа не гледаме некое поместување во оваа насока, дури ни од помалите политички партии, во чиј интерес, впрочем, е овој наш апел кој трае веќе со години. На крај, бараме заострување на критериумите за политичкото финансирање. Во моментов имаме ситуација во која политичкото финансирање е дури на некој начин поставено така да може да им овозможи на политичките партии да ги штелуваат своите финансиски извештаи, бидејќи со Пржинскиот договор им е даден дури и подолг период за известување, односно штелување. Ни за други мерки се потребни за политичкото финансирање да биде во согласност со демократските стандарди и со владењето на правото.